Многу од работите и ретроспективно и во најава беа кажани од премиерот и од министерот, меѓутоа во делот на земјоделство секогаш има што да се каже, бидејќи многу работи се направија и во минатото, многу работи се планираат во иднината и можам само слободно да кажам во една кратка формулација дека поддршката во земјоделскиот сектор апсолутно ќе расте во наредниот период и како што беше напоменато и претходно, сите барања и сите потреби кои што ќе бидат адресирани до министерството ќе бидат усвоени од владата и на крај ќе бидат имплементирани од страна на агенцијата. 2022 година во ретроспектива беше една многу тешка година и за земјоделците и за сите останати чинители во економскиот сектор и за нас како институции за навреме да реагираме, да донесеме вистински мерки со кои што би ги адресирале вашите барања. Токму затоа поносење на тој национален план за производство на храна на предлог на министерството, а усвоен едногласно од владата, беа обмислени повеќе мерки, некои јас би рекол и револуционерни мерки кои што ги нема никаде во регионот, субвенционирањето на вештачките ѓубрива, а и секако јавни повици за поддршка во делот на набавка на трактори како механизација, набавка на руралните жени, набавка на комбајни за ориз, набавка за опрема за производство и преработка за тутун и секако набавка на силоси, кој што исто така мислам дека беше една од барањата на подсекторската група за полјоделство за складирање на сточната храна. Како таква, во 2022 година успешно ги реализиравме сите програми, освен програмата за директни плаќања и програмата за рурален развој, се реализираше и програмата, односно интервентниот фонд, каде што освен вештачкото ѓубриво беа опфатени поголем сет на мерки во поддршки во сточарството, поддршка и за винската индустрија, секако поддршка и за млекопроизводителите. Од почетокот на годината, традиционално од февруари па навака, почнавме со исплата на субвенциите за лозарство, исплатени беа субвенциите за полјоделство, за воштарство, за градинарство, а сето она што следи веќе беше најавено, можам со задоволство да кажам дека веќе во утрешниот ден ќе бидат исплатени субвенциите, дополнителните директни плаќања за користен сертифициран семенски материјал за сите полјоделци, а веднаш потоа ќе следи исплатата за мерката која што веќе беше кажана, мерка која што ќе доживее една своја надградба, одма покачување на субвенцијата од 5760 денари на 12000 денари, мерката за остварен принос, кој што исто така во следните денови ќе биде обработена од страна на агенцијата, ќе бидат донесени решенија за одобрување и истите ќе бидат испратени во Министерството за финансии за нивна исплата. Како агенција, како имплементирачки фактор во секторот земјоделство, сме спремни и отворени за сите мерки кои што ќе ги предложи Министерството, а ќе ги донесе владата, се со цел да помогнеме и на полјоделскиот сектор, меѓутоа и на сите сектори. Мерката која што денес ја промовираме, подмерката е дел од мерката за модернизација на земјоделски стопанства, која што е многу важна во делот на програмата за рурален развој, каде што се доделува финансиска поддршка за повеќе сегменти, секако како една од најновите мерки која што беше на предлог токму на земјоделците од Овчеполскиот крај, е мерката за бизнис план, каде што веќе имаме над 700 апликации кои што ќе биде обработена од страна на агенцијата, секако паралелно со овие активности кои што ги имаме до делувањето на решенијата, кои што се 730 на број во првата фаза, каде што секако сите земјоделци кои што ќе добијат решенија и денес и во останатите градови имаат рок од 10 дена да дојдат во агенцијата, да го потпишат договорот за финансиска поддршка и да влезат во своевидна реализација на инвестицијата. Од овде мора да потенцирам и за дел од процедурите кои што следат, запазете ги роковите кои што ќе бидат поставени во договорите, контрола на терен како контрола на реализација на инвестицијата нема да има, за да ги симплифицираме и да ги поедноставиме процедурите. Секако вашите барања за исплата кои што ќе стигнат во агенцијата ќе се ценат административно во делот на финансиските документи, меѓутоа и во делот на поднесување на документот како доказ за регистрација на самата механизација, така да во едни скратени рокови ветуваме брза реализација на мерката и брзо темпо со кое што крајните корисници ќе си ги добијат средствата назад, односно како што веќе беше напоменато, поддршката се движи помеѓу 50 и 75% од тие 730 решенијата кои што се доделуваат на ниво на Свети Николе, го чинат буџетот на државата околу 500.000 евра, што значи доколку се реализираат сите договори, ќе имаме нова механизација која што е помогната со 500.000 евра од страна на државата само во регионот на Свети Николе, додека на ниво на целата држава сумата која што е одвоена за набавка на тракторите во овој момент изнесува 500 милиони денари со големи шанси истата понатаму да се зголемува. Уште еднаш сакам да им честитам на добитниците.
и се надевам на брза реализација и се надевам дека новата механизација ќе послужи за новите сезони и модернизацијата на земјоделските стопанства не застанува овде. ИПАР 3 програмата ни следи, некаде во август започнуваме со првите повици кои што повторно ќе опфатат поддршка во делот на набавка на трактори, поддршка во делот на набавка на земјоделска механизација, изградба и опремување на фарми, отварање на нови преработувачки капацитети, така да следете ги можностите кои што ги нудиме, средствата се огромни, дадени ни се на доверба, тоа се неповратни средства и навистина ќе биде штета да ги враќаме назад, тоа е нешто што не го правиме веќе 5 години наназад и би сакале да продолжиме со едно исто темпо и во иднина, а за да го имаме тоа ни треба вашиот интерес. Од наша страна имате отворени врати, веќе со сите инфоденови кои што ги правиме, се движиме низ државата, појаснуваме, меѓутоа секако користете ги советите и од подрачната единица и од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, кои што навистина може да ви помогнат при собирање на потребната документација која што е потребна за аплицирање на ИПАР програмата. За крај да потсетам, сите сте генерално корисници на субвенциите, рокот за аплицирање е до 30 јуни, искористете шансата, искористете ги услугите кои што ги нудат операторите во подрачните единици при Министерството, искористете нивната помош да ги запазите сите рокови, бидејќи што побрзо заврши аплицирањето, побрзо ќе заврши обработката и побрзо ќе влеземе до дистрибуирање на финансиските средства кои што сигурно ќе ви бидат потребни. Уште една работа, на крај може да најавам слободно дека мерката зелена нафта традиционално, како и во изминатите години, продолжи оваа година, веќе е склучен договорот со операторот, почнуваат да се изработуваат картичките кои што ќе ви бидат дотелени на истиот начин како и порано преку подрачната единица, а за истите ќе бидете известени. Така да, директни плаќања, субвенции, нова механизација, субвенционирање на нафтата за таа механизација, мислам дека кругот е затворен и само можам да ви посакам успешна работа и богата реколта. Благодарам.